Рапидно се зголемува бројот на деца со аутизам во Македонија. Најповеќе оваа состојба е нагласена кај машките деца. Според светската статистика, 1 на 34 машки деца има аутизам, а кај женската популација тоа е 1 на 115 деца. Наташа Колеска од Прилеп е мајка на 13 годишно дете со аутизам. Вели дека иако не чувствува дека незиното дете е дискриминирано, сепак порачува дека треба да се зголеми свесноста за овие деца, дека постојат и дека се помеѓу нас. Да им подариме љубов, разбирање, да ги вклучиме во воспитно-образовниот процес, посебно во редовната настава, да се тие чувствуваат исто како другите, сакаат да бидат сакани. Не чувствувам никаква дискриминација и се борам околу тоа, да нема никаква дискриминација како за моето дете, така и за сите други останати деца со аутизам и со други пречки. Не го гледам како различен од другите, го гледам во некои полиња дури понапред од другите деца, и самите наставници тоа го забележуваат. Пресреќна сум што учи во една ваква убава средина каде што е прифатен, сакан, и ова училиште за него представува еден вид терапија. Денеска со пуштање на балони со сина боја на градскиот плоштад и правење на сложувалки, учениците од основното училиште Климент Охридски во Прилеп го одбележаа светскиот ден за поддршка на лицата со аутизам. За жал, се уште не се знае причината поради која настанува аутизмот и зошто тој се зголемува. Дали се низа генетски фактори, низа фактори од околината, се уште не се знае и таа непознатост ни дава за право да ги организираме овие кампањи и да ја подигнеме свеста за некој различен од нас, да ја прифатиме различноста без разлика која и да е. Постојат вакциналните кампањи, лично ја не сум дека вакцината го предизвикува аутизмот. Меѓутоа правото на родител е право на родител да избере за своето дете. И покрај големиот број на вакцинирани деца, се уште бројот се зголемува на децата со аутизам. Сепак генетската основа, генетската предиспозиција ни дава право да се усомневаме за големиот број на аутизам. Учениците од ова училиште на посебно платно залепија и пораки во форма на балони и рачиња, со кои порачаа дека сите сме исти и дека силно ги поддржуваат своите другарчиња со аутизам. Ние нашите другарчиња ги поддржуваме како сите други. Што правевте? Ние правевте на светлоплави листови, ја цртавме нашата рака и во нашата рака напишавме една порака. Која порака напишавте? Јас ја напишав пораката, сите заедно сме посилни. Инаку во состав на основното училиште Климент Охридски има посебни паралелки кои ги посетуваат деца со посебни потреби, меѓу кои и оние со аутизам. Но дел од децата со аутизам се вклучени во редовната настава на основното училиште Климент Охридски. Основното училиште Климент Охридски е воспитно-образовна установа која што покри редовната настава се реализира и настава за деца со посебни образовни потреби. Денес е светскиот ден за децата со аутизам и нашето училиште како воспитно-образовна установа покри редовната, како што напоменав, имаме и настава за деца со посебни образовни потреби, во кои што се вклучени и деца со аутизам. Во посебните паралелки имаме специализирана просторија во која што е специализирана за децата со аутизам, односно за децата со посебни образовни потреби. Правиме максимални напори за тие деца во нашата установа да се чувствуваат слободни, да се чувствуваат во установа каде што може да се стекнат со потребните знаења кои што понатаму ќе им користат во животот. Како поддршка на лицата со аутизам и нивна поголема инклузија во општеството, градскиот сад во Прилеп ќе биде осветлен во сина боја во наредните 5 дена.